Христијан, ти си 4-та година во Сава. И какво е искуството да се учи во Сава? Кои ти беа најинтересни моменти? Со што се здоби? Каде се можеш да набраш, каде се си одел? И што ќе порачаш на идните генерации во врска со Сава? Ја мислам дека Сава тоа што најдобро го нуди е толку многу можности што и нема во другите училишта. Како например, ние уште од прва година беме на различни наставники во кампусот, беме во организации како Гласен текстилец, Скопска пивара и тоа е еден начин многу повеќе искуство што не истекнуваат сите и тоа е знаење што е многу исто така битно исто како и теоријата. Исто така и Сава многу нуди различни проекти каде што таму се стекнуваме со уште повеќе знаење. Јас првиот проект бев во втора година во Романија. Тај проект ми беше мене за диджитал маркетинг и за комуникации. Проектот беше многу добар, јас на такво нешто не сум бил до тогај и на проектот се запознал со многу луѓе од различни држави, поточно од 7 држави. Знаев како они размислуваат и кога се вратив, тоа е нешто накнено што сум го добил во моето знаење. Сава исто така нуди многу интересен начин на учење, каде што со професорите имате директна комуникација ради тоа што сме помалку деца и ние можеме да знаеме се што сакаме да дознаеме и системот на пракса ми се свиѓа, бидејќи имаме еднашка во неделата пракса, ама тоа го прават на начин каде што сите се уклучуваат во тоа, нема некој што нема и праксите ни помагаат да ги најдеме некој во солност на нашиот смер. И потоа сум бил на други проекти пак во Романија, во Грција и најбитно на понеделната пракса во Шведска. Сега пак ќе одам за Хрватска и можете да се постојани. Што би препорачал на основците кои што сега планираат да го продолжат своето образование во средно училиште? Што би препорачал како ученик кој што си матурант? Што би препорачал за Сава? Што би кажал за Сава? Како би било нивното искуство? Што е тоа што највеќе ти остави впечаток, кое што мислиш дека нив најмногу би ги интересирало или не би знаеле што би можеле да добијат овде? Па да, мислам ако веќе основците имат одредено кој смер сакаат они да одредат и сакаат ги интересира информатика, дали бизнис, дали администрација, мислам дека Сава е точното место ради големиот број на предмети што се во таа област. Пример, јас сакав информатика и кога ги разгледав сите училишта, некои имаа само 2-3 предмета што не се ни толку поврзани со тоа што ме интересира, а Сава кога видов има и графички дизајн, и маркетинг, и веб дизајн, и програмирање, и електротехника. И јас од тај толку голем обем на предмети можев да одберам кој ми е најинтересен и да знам што сакам натаму во животот да правам, а тоа мислам дека може и да важи за сите. И мислам дека многу повеќе ќе бидат спремни за факултет или дали ќе се вработат правилно, повеќе имаат знаење и ќе биде интересно бидејќи стварно ги изучуваат тие предмети што ги сакат, а не нешто што не сакат.